Good evening, this is Peter Vertkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Next is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер и добар ви еден сат во придружба на нашата македонска радиопрограма вечерва. Сите ве поздравувам и ви посакувам добро здравје, стреќа и убава заедничка вечер со вашите најблиски. Следуваат најновите соопштенија од Ньюкасел и околината, најнови вести од Македонија. Како што знаете, вечерва со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Управата на нашата македонска општина овде во Ньюкасел организираат концерт во нашата македонска сала и тоа со популарниот Орце Стефковски со Сузи и групата Оскар од Битола на ден сабота 25 ноември со почеток во 7 часот вечерта. Барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци и стокуњата со појадоци. За карти јавете се кај Крсте во салата секој понеделник и четврток од 10 до 2 сатот после пладне и на телефон на 0406 959 823. Како што знаете, почитувани слушатели, се бара некој да ме замени овде во радиото. Да се јави кај мене на 0411 673 073 за повеќе информации околу радиово. Одборот при македонската општина овде во Ньюкасел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Ньюкасел. За повеќе информации околу нова година ќе најавиме во идните програми. Дајке дневната грижа, можете да одите на ручек секој вторник од 11 до 1:30 сатот после пладне. Јавете се кај Сузи на 0449 156 966 за повеќе информации околу дневната грижа. А сега одиме со најновите вести од Македонија. Прашање од повеќе области на денешната седница на владата. Владата на Република Македонија денеска ја одржа 32-та седница на која ќе расправа за прашања од повеќе области, меѓу кои за информацијата за постапување по предмети за настаните и настанатите штети на движен и недвижен имот на подрачја на Скопскиот и Тетовскиот регион поради зголемен обем на врнежи и поплави. На седницата ќе биде разгледана информацијата за пројавен интерес за користење стручна помош од странски експерти на третиот јавен повик на проектот Странски експерти за домашни компании, а на предлог на Министерството за транспорт и врски ќе се разгледа информацијата за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот Ефтини летови за македонските граѓани. Информација за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот за иницијативи за вклучување на билатерални спогодби, меморандум за разбирање и соработка во воздушниот транспорт со воздухопловните власти на земјите од Европската унија и светот. На предлог на Собранието на Република Македонија, министерите во владата на Република Македонија на ова седница ќе се произнесат и за предлог законот за изменување на законот за заштита од пушењето по скратена постапка, како и за предлогот за изменување
и дополнување на статутот на Комисијата за харти од вредност на Република Македонија. Пред министерите ќе се најде информацијата за вклучен протокол помеѓу Царинската управа на Република Македонија и Федералната царинска служба на Руската Федерација за размена на документи и информации поврзани со царинската вредност на стока која се разменува меѓу двете земји и работен план за соработка помеѓу Царинската управа на Република Македонија и Федералната царинска служба на Руската Федерација за спречување на царински прекршоци. На предлог на Секретаријатот за европски прашања на ова седница ќе биде информацијата за потпишување спогодба за финансирање помеѓу европските комисии и владите на Република Македонија и Република Албанија за акциската програма за прекуграничната состојба меѓу двете земји во 2015 и 2016 година, како и предлогот за воведување постапка за водење преговори за вклучување на протокол меѓу владата на Република Македонија и владата на Република Косово за соработка во областа на борбата против трговија со луѓе. Владата на седница ќе разгледа и информацијата за постапување по обраќањето и препораките на Народниот правобранител упатени до владата на Република Македонија. Органите на државната управа, други органи и организации што имат јавни овластувања во периодот мај-јуни 2017 година. На дневен ред е и предлог уредбата за методологијата за утврдување на критериумите за разделбата на блок дотатоци од областа на културата во 2018 година и предлог програмата за изменување на програмата за научно-истражувачката дејност во 2017 година. Ќе биде разгледана и информацијата за активностите во насоката на имплементацијата на клучните мерки под димензијата антикорупција од стратегијата за Југоисточна Европа 2020 година. Министерството за транспорт и врски на ова седница на владата ќе ја презентира и информацијата за текот и прогресот на активностите за реализација на проектот изградба на Кагро аеродром Филип II во Штип. На предлог на Министерството за образование и наука, министерите на ова седница ќе разгледат информацијата за реализација на проектот Спортска академија, како информацијата за текот и прогресот на активностите во врска со проектот стипендии на средношколците кои ќе освојат награда за научна олимпијада. Ќе биде разгледан и извештај за 6-месечната работа на Агенцијата за филм на Република Македонија за периодот од 1 јануари 2017 до 30 јуни 2017 година, на предлог на Агенцијата за филм на Република Македонија. Затворена границата со Грција, штрајкуваат грчките царинници. Поради штрајк на грчките царински служби, денеска ќе биде во прекин сообраќајот на државната граница помеѓу Република Македонија и Република Грција. Границата ќе може да ја поминат само пешачи. Како што соопштува од МВР, на граничниот премин Богородица прекинот ќе биде 24 часовен, а почнува денеска во 6 часот, исто како и граничниот премин Меджитлија, каде прекинот е најавен од 6:30 сатот. На граничниот премин Стар Доријан, прекинот во сообраќајот на границата ќе биде само денеска од 5 до 23 сатот. Државниот инспектатор за животна средина изврши вонреден надзор на Казандол. Државниот инспектатор за животна средина информира дека на 3 октомври извршил вонреден надзор во рударскиот комплекс Казандон Валандово. Вонредниот надзор е спроведен по претставка доставена од граѓанското здружение Спас за нас, од јавјалија за наодите кои, како што се наведува, се однесуваат на предпоставени недоследности во спроведувањето на постапката за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина. За време на инспекцијскиот надзор бил побаран увид во документацијата која согласно постојаната законска регулатива во ова фаза на изградбата правниот субјект е должен да ја има и да ја достави на увид. По прегледувањето на документацијата, констатирано е дека таа е достапна на јавноста на веб страниците на Министерството за животна средина и просторно планирање на следниот
надзор кој правилно со објект за постапување на фаза на зградба и тогаш согласно законските овластувања и обврски да ги провери мерките за заштита кои се преземаат од страна рударскиот комплекс Казандол согласно одобрените проекти, документи од надлежните институции и врз основа на добиени резултати од извршниот мониторинг. Да ги повторим уште една соопштенијата. Управата на нашата македонска општина овде од Њукастел организираат концерт во нашата македонска сала и тоа со најпопуларниот од Македонија Орце Стефковски во придружба на Сузи и групата Оскар од Битола на ден сабота 25 ноември со почеток во 7 сатот вечерта. Картите се $35 по лице. А барот ја располага со разноврстни алкохолни, безалкохолни пијалоци и исто куњата со појадоци. За карти јавете се кај Крсте во салата секој понеделник и четврток од 10 до 2 сатот после пладне и на телефон кај Крсте на 0406 959 823. Како што сите знаете, Македонското културно-метричко друштво Стив Наумов од Њукастел организира 50 годишнина од нашата игрорна група и тоа во сабота на 4 ноември ова година. Во нашата македонска сала со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената е $55 за возрастни, за деца од 6 до 12 години само $20 и за деца испод 5 години влегуваат бесплатно. Во ова цена е вклучена богата вечера и жива музика со Сенатор, групата и Саре Симеонов од Њукастел. Исто така ќе настапи нашата нова игрорна група на вечерта. Барот ќе располага со разноврстни пијалоци, картите се продаваат секој петок во салата од 6 до 8 сатот, најкасно до 27 октомври. За повеќе информации јавете се кај Джесика Маџуровска на 0404 934 218, кај Белинда Тиздайл на 0402 737 767, Мелани Стериовски на 0409 513 340 и кај Натали Дончовски на 0420 421 001. Исто така одборот при македонската општина овде во Њукастел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Њукастел. За повеќе информации околу нова година ќе најавиме во наредните програми. А сега да го слушнеме Орце Стефковски, кој доаѓа овде во нашата македонска сала на 25 ноември сабота. Да слушнеме нешто од него. Ako
tapčija, da li od toplo sunce ili od vodata, staro mlado se, maj tapčija. Да слушаме уште една од Орце Стефковски, Чашка ракија.
me čeka. Čaška rakija, rujno vino crveno, vednaš oči te mi svetat štom te vidam tujo. Lele, lele, vaka neka ide, ništo ne važno luđe utre što te vide. Lele, lele, mladost brzo leta, ništo ne važno luđe utre što me čeka. Уште една најнова песна на Орце Стефковски, Не ме мачи Дано. Да ја слушнеме. Omeani odam, rujno vino
na ljubov goram, ako ne te ljubam, pijan jaz će umram. Ako ne te ljubam, pijan jaz će umram. Орце Стефковски со убава Македонското културно-метничко друштво Стив Наумов од Ньюкастел организираат 50 годишнина од постоењето на нашата игрорна група Стив Наумов и тоа во сабота на 4 ноември ова година во нашата македонска сала со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената е $55 за возрастни, за деца од 6 до 12 години само $20 и за деца испод 5 години бесплатно. Во оваа цена е вклучена богата вечера и жива музика со сенатор групата Исаре Симеонов. Исто така ќе настапи нашата нова игрорна група на вечерта. Барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци. Картите се продаваат секој петок во салата од 6 до 8 сатот, најкасно до 27 октомври. За повеќе информации јавете се кај Джесика Маджуровска, Белинда Тиздайл, Мелани Стериовска и Натали Дончевски. Управата на нашата македонска општина овде во Ньюкастел организира концерт во нашата македонска сала и тоа со најпопуларниот Орце Стефковски во придружба на Сузи и групата Оскар од Битола. На ден сабота 25 ноември со почеток во 7 часот вечерта. Картите се $35 по лице. Барот ја располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци и стокуњата со повеќе појадоци. За карти јавете се кај Крсте во салата секој понеделник и четврток од 10 до 2 сатот после пладне или на телефон на 0406 959 823. Одборот при македонската општина овде во Ньюкастел организира дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Ньюкастел. За повеќе информации околу нова година ќе најавиме во наредните програми. Тоа беше младиот талентиран армоникаш Димитар Митревски од Битола. А сега да продолжиме со најновите вести од Македонија. Земјоделците и текстилните работници се најчеста жртва на трудовата експлоатација.
Мобинг, константно прекршување на работнички права во однос на работното време, користењето денови од одмор, работа за време на неработни денови, празници, исплата на плата на рака, враќање на дел од парите кај работодавачите, потпишување на бланко документи, работа во лоши хигиенски, санитарни и безбедносни услови се само дел од проблемите со кои се соочува вработените од овие сектори во земјава. Многу ретко работниците пријавуваат трудова експлоатација, а кога ќе се одлучат на тоа, најчесто го прават анонимно. Во земјава досега се регистрирани само 2 случаи. Од друга страна, трудовиот инспектор нема капацитет ниту стручност да препознае трудова експлоатација. Често пати младите од земјава кои одат на работа во странство се жртви на трудова експлоатација. Работата на црно сместени се во лоши услови далеку од урбаните средини. Одземени им се патните исправи, добиваат мал паричен надоместок за сработеното и не се во можност да пријават злоупотреба. Според анализите, трудовата експлоатација е повеќе присутна во земјите во развој и неразвиените земји. Се подготвуваат измени на законот за извршување, кои од Комората на извршители најавуваат дека ќе бидат во насока на поголема ефикасност во извршувањето. Председателот на Комората на извршители Зоран Димов денеска изјави дека со Министерството за правда ќе работат на тоа законот во иднина да стане функционален и извршителите да бидат ефикасни како што биле пред стапување во сила на законот што почна да се применува од оваа година. Со повеќе одредби што беа донесени во 2016 година, а почна да се применуваат во 2017, се воведува некои институти кои дотогаш не постоеа, а кои доведоа до успорување на извршувањето, што пак значи зголемување на каматите на должниците, рече Димов, одговарајќи на новинарско прашање по потпишувањето на меморандумот за соработка со управата за водење на матични книги. Во однос на тарифакот на извршителите, Димов вели дека имаат најниска тарифа, пониска и од адвокатите и од нотарите, но оти во следниот период треба да се организираат за уште подобри услови да бидат достапни до граѓаните. И председателот на Комората на адвокатите Никола Додовски вели дека нивниот тарифи се најниски во регионот и оти за прв пат по 25 години е зголемена тарифата, но многу помалку од она како што е предвидено во законот за адвокатура. Во законот постои одредба дека адвокатските трошоци треба да се усогласуваат со трошоците за живот. 25 години тоа не е вршено, изјави Додовски. А сега нешто и за здравието. Сите ја сметаме за обична трева, а не знаеме дека е лек за многу болести. Тушт е горчлива и солена билка, која често се користи во медитеранските и индустријската куња. Половина шолја тушт содржи повеќе од 1000 витамини, витамин А, што ја прави најефтината здрава храна на светот. Се користел уште во стариот Египет. Од него во Европа се прават вкусни специјалитети, а единствено ние газиме по него, го корнеме и го фрламе. За лек се користи надземниот дел во свежа состојба и тоа за намалување на крвниот притисок и шеќерот во крвта. Во стари времења се употребувало против глисти. Туштот содржи витамин С, минерали, омега-3 масни киселини. Туштот е особено добар за децата. Ова билка расте по бавчите, лозјата и по песокливи. Лек кој лекува над 50 болести. Овој чај ве чисти од сите отрови. Овој чај помага во спречување на опасни инфекции, тумори, голема лажица кумбур, голема лажица цимет и 1/4 лажици куркума и 500 милилитри вода. Измешајте ги сите состојки и прелите ги во 500 милилитри вода. Измешајте ги добро и пиете од ова 2 пати на ден. Најдобро е наутро и на вечер. А сега нешто од спортот. Македонскиот фудбалски првак Вардар утре во 19 часот го игра третиот надпревар од Л групата од Лига Европа во Скопје, гостува членот на шпанска Ла Лига Реал Сосиедад. Во таборот на црвено-црните се подготвени за нивниот предизвик.
Јаневски, ќе се обидеме да ги освоиме првите бодови во Европа. Македонскиот шампион Вардар го игра надпреварот од третото коло од Лига Европа. Во Скопје гостува шпанскиот тим Реал Сосидал, кој во моментот се наоѓа на 7-то место во Ла Лига. На пресконференцијата, тренерот на црвено-црните Чедомир Јаневски изјави: "Направивме добра анализа на утрешниот противник по првите два надпревари. Реал Сосиедал е тим што сака да има посет на топката и игра да дадат гол повеќе. Со добра организација на играта и концентрација треба да ги искористиме нивните слабости и секако ќе се обидиме да постигнеме добар резултат и да ги освоиме првите бодови. Како и да е, ќе зависи пред се од нас дека ние играме дома. Реал заедно со Зенит се главните фаворити во нашата група за првите две места. Нашата форма е повторно во нагорна линија, како што покажавме на второто полувреме од првенствениот дуел со Шкендија. На дуелот со Реал, Јаневски нема да може да смета на повредените Владица Брдаровски, Дарко Велковски и Висар Муслију. На двата бараш дуела во Фенербарче, напаѓачот Тигран Барсеган беше голема опасност по голот на противникот. Тој очекува добар надпревар на неговиот тим. Реал е добра екипа со добри играчи. Не очекува неизвесен дуел, а особено за нас овој надпревар е важен по двата први пораза во групата. Ќе играме да достигнеме добар резултат и ја спроведиме тактиката на стручниот штаб, истакна Барсегњан на средбата со новинарите. Фудбалерите на Вардар одржа и тренинг на националната арена Филип II, каде ќе тренират и гостинските фудбалери. А сега уште една соопштенијата. Управата на нашата македонска општина овде во Њукастел организираат концерт на нашата македонска сала и тоа во сабота на 25 ноември со Орце Стефковски, Сузи и групата Оскар од Битола. Почетокот е 7 сатот вечерта. Картите се $35 по лице. Барот ќе располага со разноврсни алкохолни и безалкохолни пијалоци и стокуњата со повеќе појадоци. За карти јавете се кај Крсте Топевски во салата секој понеделник и четврток од 10 до 2 сатот после пладне или на телефонот 0406 959 823. Одбор при македонската општина овде во Њукастел организираат дочек на новата година во нашата македонска сала и тоа во недела на 31 декември со почеток во 6 часот вечерта. На ова новогодишна вечер ќе свири најдобрата музичка група Сенатор со Саре Симеонов од Њукастел. За повеќе информација околу нова година ќе најавиме во наредните програми. Како што знаете, Македонското културно-уметничко друштво Стив Наумов овде од нашиот град Њукастел организираат 50 годишнина од постоењето на групата и тоа во сабота на 4 ноември ова година во нашата македонска сала со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената е $55 за возрастни, за деца од 6 до 12 години само $20 и за деца испод 5 години бесплатно. Во ова цена е вклучена богата вечера и жива музика со Сенатор, групата и Саре Симонов. Исто така ќе настапи нашата игрорна група на вечерта. Барот ќе располага со разноврсни пијалоци, карти се продаваат секој петок во салата од 6 до 8 сатот вечерта, најкасно до 27 октомври. За повеќе информации јавете се кај Джесика Маджуровска, Белинда Тиздел, Мелани Стериовска и Натали Дончовски. Почитувани слушатели, на самиот крај на програмата сакам да ви пожелам добро здравје, успех до идната сабота во истото време од мене Петце Вртковски. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Saturday, same time.